Фијаско на политиката на владата на полето на евроинтеграциите, неисполнети ветувања за преговори со Брисел, распродажба на националниот идентитет и историја. Ова според Александар Николовски се дел од главните причини поради кои вице-премиерот Никола Димитров треба да замине од функцијата. Образложувајќи интерпелацијата, пратеникот на ВМРО-ДПМН го посочи Димитров дека заедно со Заев се најодговорни за неуспехот на надворешен план. Меѓу другото и како креатори на договорот со Бугарија, тема за која според опозицијата вице-премиерот избегнувал расправа во законодавниот дом. Барањето за смена на вице-премиерот, како што истакна Николовски, е првиот чекор за уривање на парламентарното мнозинство, а другите чекори ќе следат наредните недели. Никола Димитров е архитект и на договорот со Бугарија, кој што има една голема фалинка во себе и три работи кои што можеби на јавноста не се досега добро образложени. Прво, нема никакви гаранции во договорот во однос на тоа кои се обврските на Бугарија кон Македонија, односно нема никакви заштитни клаузули што ако Бугарија не го почитува својот дел од договорот. Треба да сте тотален политички аматер или да имате друга агенда, да подпишете договор со соседна држава, која што ви ги подрива основните темели на државата и при тоа да немате никакви гарантни механизми во истиот. Димитров одговори со прашање. Ја праша опозицијата за што го обвинува, дали за тоа што не испорачал преговори по цена на македонскиот јазик и националните интереси. Дали, дами и господа, можеби тоа го сакавте, за да можете да ја пласирате тезата за предавство на националните интереси. Отивака таа теза не поминува. Тоа, ако го барате од мене, веднаш да ви кажам, никогаш нема да го испорачам. Среќа не се сетивте да и поднесете интерпелација на Европската комисија за тоа како се дрзнале на оваа влада да ја дадат безусловна препорака, или пак на Европскиот совет за зеленото светло без услови за почеток на преговорите. Ова е трета интерпелација за работата на Димитров изминатите 3,5 години. Претходните два пати за неговата работа пред парламентарците одговараше како министер за надворешни работи.